Ураганскиот ветер за само неколку минути го претвори Скопје во град на откорнати дрвја, скинати кабли и распарчени покриви. Она што синоќа личеше на сцени од апокалиптичен филм, денес е реалност на речиси секој скопски булевар и улица. Но најголемата цена ја плаќаат земјоделците. Невремето не уништи само пластеници, избриша години труд и надеж за заработка. Рамадан Ејупи остана без повеќе од 40 пластеници со краставици, домати и дињи. Вели, една ноќ беше доволна за да исчезне се што го градел со децении. Како последен удар, силниот ветер откорнал орев кој паднал врз неговиот трактор. Сега, освен што нема род, нема ниту со што да ја обработува земјата. Единственото што го бара е државата да не ги остави сами. Околу 10.000 евра и више само нелон ти е скинато. Па плюс робата што е за берење, да садиш другу не можеш да стигнеш више. Тоа е више крајна сезона е. Тоа што ова сега што се открие, ова ќе се уништи све од сонцето. Тоа е, да стигнеш да работиш, немаш вола више, видиш како е. Ова година ајде ќе проведеме, другата кај што ќе правиме. Сега сме земале сегде, сме дужиме пример по аптеки, по тие, не знаме што да правиме. Немаме кај да се обратиме сега, треба да ни помага малку. Имат и други комши, имаат штета, доста имат, не само ние. Еве има и други фолии таму, има таа страна. Имаме доста штета. Земјоделците доправа ќе ги бројат штетите. Телефоните во скопските општини не престануваат да звонат. Десетици граѓани пријавуваа штети од корнати дрвја, згмечени автомобили, паднати бандари, скинати електрични кабли и покриви што ветерот ги носел како хартија. Во Карпош падна дел од кровот на Центарот за странски јазици. Во Аеродром силниот ветер откорна дел од покривот на стамбена зграда. Јарболот е преполовен, знамето го нема, а опасно се нишаше и знакот за пешачки премин. Лимови паѓа и во Карпош, а влез во една стамбена зграда остана блокиран поради откорнат покрив. Граѓаните велат вакво невреме не паметат. Наместо одговори од природата, бараат одговорност од институциите и прашуваат дали објектите биле доволно безбедни за да издржат ваков удар. Јас сум 80 година прилика и ова не е видено до сега. Погледате овде на зградава, недостасува. Значи, видете само колку шајки излегуваат од таму, која е тоа конструкција, можело некого да го потфати главата да му осече. Значи, на вистина, тие лимари, тие лимени крови што се стават, читав на интернет дека во Карпош веќе еднаш паднал тој лимен кров, повторно ставено и повторно истиот паѓа. Тоа значи едно те исто, нашите инспекцијски органи, нашите градежни фирми, нашите не знам кој е надлежен, не работат како што треба. Во зилото бев многу страшна работа, лета тие плочи, панел плочи лета, ама за среќа не ме погоди една, мислам во зилото. А имаше страшни работи, има крови, има дрво од корната, еве овдека дрвото е од корната целото. Има некои крови сега на 3 згради е исто е работено, едниот кров се одвил, значи не е добро направено тоа на времето и сега ќе си трпиме штета. Ветерот, според официјалните информации од УХМР, дуваше со фантастични 135 км на час. Под налетите на ветерот не попуштија само стамбени објекти.